Славејќи го споменот на светите апостоли Петар и Павле во заеднички празник, Светата црква ги воспева како првопрестолни на апостолите и учители на Вселената, бидејќи многу се потрудиле за ширењето на Словото Божјо, претрпеле многу страдања и гонења заради Христа и во нивните посланија ни предале драгоцени поуки за христијанската вера и живот. Светиот апостол Петар, кој на почетокот го носел името Симон, бил роден во градчето Вицаида. Бил рибар и неговиот повик за апостолската служба се случил токму на брегот на Галилејското езеро. Кога Господ Исус Христос одел покрај езерото и го видел Симон и неговиот брат Андреј како фрлаат мрежи, им рекол: "Врвете по мене и јас ќе ве направам ловци на луѓе." Тие веднаш ги оставиле мрежите и тргнале по него. Спасителот му дал ново име на Симон, Петар, што значи камен во знак на цврстината на неговата вера. Апостолот Петар се удостоил да стане сведок на неговата божествена слава при преображението Господово на гората Тавор, а бил и очевидец на големите Христови чуда. За време на судењето на Господ Исус, Петар, додека стоел во дворот на првосвештеникот, 3 пати се одрекол од Христа, но потоа искрено се покајал. По вознесението на Господ Исус Христос и слегувањето на Светиот Дух, Светиот апостол Петар проповедал и извршил многобројни чуда и исцеленија во Палестина, Мала Азија, Грција и други земји. За време на гонењето на христијаните од страна на Нерон, заминал во Рим, каде што бил осуден на распнување. Од длабоко смирение по негова желба бил раснат со главата надолу, сметајки се себе си за недостоен да умре на ист начин како својот Господ. Маченички пострадал во 67-та година, истата година кога и светиот апостол Павле го примил маченичкиот венец. Светиот апостол Павле, кој исто така прво имал друго име, на еврејски Шаул, односно Савле, се стекнал со одлично образование. Во Ерусалим им се придружил на фарисеите и станал гонител на христијаните. Но на Господ му било угодно да го просвети неговиот ум со светлината на вистинската вера. Еднаш по патот за Дамаск слушнал глас од небото: "Савле, Савле, зошто ме гониш?" Во страв Савле одговорил: "Кој си ти, Господи?" А Господ одговорил: "Јас сум Исус, кого ти го гониш." По неговото чудесно обраќање, откако примил крштение, Павле станал ревностен проповедник за Исус Христос, распнатиот на крст и воскреснат во 3-тиот ден според писмото. Околу 67-та година Павле бил окован и испратен во Рим, каде што бил погубен со отсекување на главата. Во Новиот Завет, апостолот Петар секогаш прв се спомнува во списокот на апостолите и заедно со браќата Јаков и Јован бил еден од тројцата ученици кои Христос ги издвојувал при најважните настани. Например, Петар бил присутен при воскреснувањето на ќерката на Јаир, при Господовото преображение и за време на Гециманската молитва на Спасителот. Во Кесарија Филипова, непосредно пред своите страдања, Христос ги прашал учениците што мислат луѓето за Синот човечки. Во името на сите нив Петар одговорил дека Христос е Месијата, Син на живиот Бог. За тоа исповедание Исус Христос му рекол: "Блажен си ти, Симоне, син Јонин, зашто тело и крв не ти го открие тоа, туку мојот Отец кој е на небесата." Зборовите тело и крв се однесуваат на секој човечки извор на спознание, на секоја човечка мудрост, традиција или природна проникливост. Со ова Христос јасно покажува дека Петровото длабоко духовно спознавање за неговиот божествен идентитет не е резултат на човечко учење, туку на божествено откровение од Небесниот Отец. Потоа Христос рекол: "Ти си Петар и на тој камен ќе ја изградам својата црква." Под камен, според толкувањето на Свети Јован Златоуст и другите свети отци, се подразбира исповеданието на апостолот, односно неговата цврста вера во Христа како Син Божи. На таа вера, а не на човек, е изградена црквата. Апостолите Петар и Павле се нарекуваат првоврховни, но тоа првенство не подразбира власт над останатите апостоли.
За такво нешто нема сведоштво ни во Евангелието, ни во апостолската историја. Тие имаат првенство по чест како признание за нивната ревност, труд и исповедање на верата. Според зборовите на светиот Кипријан Картагински, и другите апостоли биле она што и Петар, имале достоинство и власт рамни на неговите. Богослужбеното почитување на овие двајца големи Христови апостоли започнало веднаш по нивното маченичко упокојување. Местата каде што биле погребани станале свети места за христијаните. Светиот рамноапостолен цар Константин Велики во Рим и во Константинопол изградил храмови во чест на светите првоврховни апостоли. Нивниот заеднички празник меѓу народот, познат како Петровден, се слави на 29 јуни според јулијанскиот календар, односно на 12 јули според григоријанскиот календар. Празнувањето било широко распространето уште во првите векови на христијанството. Како духовна подготовка за овој празник, црквата го востановила Петровденскиот, односно апостолскиот пост. Празнувајќи го споменот на светите првоврховни апостоли, православната црква во нив гледа примери на вистинско покаяние и сила на Божјата благодат. Во апостолот Петар гледаме образец на човек кој се одрекол од Господа, но искрено се покајал. Во апостолот Павле гледаме образец на човек кој најнапред ја прогонувал Христовата црква, а потоа откако поверувал станал еден од нејзините најголеми благовесници. Зошто пак им се оддава таква особена чест? Заради нивниот голем апостолски труд. Сите свети апостоли поднеле многу напори за благовестување на Христовото учење, но светите Петар и Павле се потрудиле повеќе од сите. Преминувајќи од град во град и од земја во земја, светите Петар и Павле секаде ревносно го проповедале Словото Божјо, храбро и трпеливо поднесувајќи неволи, страдања и опасности. Несомнено сите свети апостоли ја исполниле оваа заповед од својот божествен учител, но најмногу се прославиле со благовестувањето светите Петар и Павле. Тие во светот ја внесувале небесната вистина и божествената светлина и кон Христа привеле илјадници луѓе. Но светите апостоли не само што проповедале, туку и ги утврдувале верните во верата. Тие основале цркви, поставиле епископи и презвитери за постојано да раководат со нив, а на христијаните им оставиле поучни посланија. Светиот апостол Петар оставил 2 соборни посланија до сите цркви, а светиот апостол Павле оставил 14 посланија упатени до различни христијански заедници. Од тој ден па се до денес нивните посланија се читаат во храмовите и во домовите, бидејќи ги содржат вистините на христијанската вера и драгоцените поуки за животот во Христа. Во нив наоѓаме се што е потребно за правилно разбирање на смислата на нашето земно постоење и за наше утврдување на патот кон небесното царство. Боговдахновените поуки од светите првоврховни апостоли Петар и Павле се духовна ризница која никогаш нема да остари и нема да пресуши, без оглед на сите достигнувања на човечкиот разум. Затоа нивните посланија треба да бидат наше секојдневно духовно четиво. Славејќи го споменот на светите првоврховни апостоли Петар и Павле, да го следиме нивниот пример на вера, покаяние, љубов кон Бога и ревност во сведочењето на Христовото Евангелие.